И покрај тоа што светот е неверојатно технолошки развиен, а човекот стапна дури на месечината, сепак постои народ кој живее во куќа без прозорци. Постои свет кој за топла постела и мирис на вистински доми не знае. Постојат деца кои се уште вкусна храна не пробале, па секој ден се принудени да јадат попара од топла вода, леп и шеќер. А најстрашно е со тие деца, со тоа семејство. Го делиме истото небо, истото сонце. Со тие небени луѓе го дишиме истиот воздух. Тоа е семејството на Добре Лазаровски од селото Градиште Куманово. Добре има 58 години, а брчки и стресови за плюс 100 повеќе. Ова семејство живее во една руинирана соба во која нема ниту прозорец, ниту место каде да се завртиш, а сепак принудени се тука и да функционираат и да спијат. Многу години живееле без струја, а се уште и без вода. Вода за пиење обезбедуваат од бунарот кој е неколку километри оддалечен од куќата, а за бањање и перење од водата дождовница која собираат во буре кога ќе заврне. Децата трпат глад на училиште, а уште поголема мизерија во куќата што е нивни дом. Често велат и повраќаат кога се враќаат дома од тоа што родителите немаат да им дадат сендвич или пари да си купат нешто. Но сепак, скромни, мирни и со надеж замислуваат по убав живот и имаат визија дека и тие некогаш ќе бидат како другите. Денес не пречекува една млада госпогица. Ангела, здраво! Здраво. Од срце на дланка. Ти многу добро знаеш нашата емисија, бидејќи ти го пријави твоето семејство. Зошто го пријави твоето семејство? Гледам дека вие помагате на другите луѓе, па реков и на нас да ја помогнете, тешко живееме. Како живеете? Што ви се случува во семејството? Тешко сиромашни сме, немаме пари, немаме да јадеме. Дали може да не одведеш кај твојот татко да ни кажете како живеете? Јас сам добре. Ни кажа Ангела дека многу тешко живеете. Што правите во овој Ево, момент? овај вода чекамо да заврне, па ево сега да оноду жената да пере. Од ова вода се бањаме. А зошто? Немате ли вода? Немаме вода. Немаме. Како? Па немаме, ето, овој што заврне, чекамо од Господа да даде, да напуниме овие буриња и од овај вода сек припријам тој да се бањамо, да пере жената, децата да ги спрејамо за школа. Од оваа вода и готвите, Да. од оваа вода и Да. пиете? Па некад кад нема и од овај. Среќен си тука, го сакаш ова подневје, Да, селото. да. Па Иако нормално. немаш убави услови. Немам добри услови, мене ме мерак, ја туј сам се огниште мое, туј сам си се родил и 10 години немамо деца. После ни даде Господ. Родини се прво Ивана, после Ангела и овие, после Јован и Велика и Јована исто. Сега имате 5 деца 5 деца, да. и велите тоа е богатството. Да, тоа е богатство. Тоа е богатството. Децата е богатство. И пара е богатство, али и децата. Али без пари па не може човек, нема живот. Нема без пара куде ќе појде човек ако немаш пари у джеб. Не можеш ништо ни да купиш, ни да отидеш негде. Немаме да јадеме, немаме да пишуваме, немаме облека. Колку да преживу за работу некој динар. Ево се колку за децата да па ето да и донесу храна да на децата, кад има јадемо, кад не легнемо си такој. Се што да право, јутре па истото. Работу по некоја дневница, тако откачи закачи некој дан, те колку за лебац да и донесу. Puno putevi u školu kako dođat bez jedinje idat. Doјдат od 12 sat, doma si jadat, nemaš da ponesat na školu, svi nosat. Svaki put nemaš da, nekad ima, nekad nema. Kad kako. Kad imat nosat, kad nema. Нема как да легне, се стискаме тука. Таму 2, овдека 3, таму 3 спиеме, стискаме се. Електрично немам, фриждер не работи, телевизор немам, ништо. Не ви работи ниту телевизор? Ништо, па сега дека не, овие се стари, оние на
Onakov nemamo da si kupimo, internet nemamo ništa. I tako je. Dojde nekad si golimi se skarame se za jedinje. Dojde uvek mamuš od prvo, to je te pršuvi. A ne te veruje da li imaš, da li nemaš. Nekad kupimo kompiri, drobim i jadom. Pa lepče i šećer. Pa zdrobi lepče, vruća voda i šećer. Kako udite na učilište? Da li nosite hrana? Da li tamo si... Jaz ne nosim i brat mi. Nemamo ni prodavnice tamo ništa. Pa kako se idete gladni nekoliko sati? Pa tako izdržimo. Lep je puno puti, lep naribanka, pa zitin i šker. Sok nekad kad je nema, uvek bez soka, na večer mali deca na cucalo. Sok nema, pa voda i šker. Uvek, svaki večer. Sok nema, tako da je voda i šker. Teško mi je, kako ne, na koji roditelj ne mu je teško, na primjer, gledam gi decata, traži, a ja nemam, nervozi samo. To je. Kućata je više u raspadanje. U raspadanje. Samo ova soba je i tuka spijete 7 duši. Da. Svi te tu ispijemo. Pa во една соба пишуваме домашно, спиеме и се друго. Nema kada se izbanjame, tako se stiskamo. Voda nemamo. Uslovi nemam nikakve. Ni kupatila, ništa. Faktički ništa. Grijamo voda na lonac, pa tu i njim gi izbanjam. Tatko i tamo drugata soba. Ne, težak je život, da. Ne treba ovako da se živi, ali to je. Nema se uslovi drugi. Nadejam se deca da izdrasne, da školu da ih dam. Imam merak, na primjer, da napravu kuća, da bidnu ja domakin, da uba kuća kad će dojde neko stvarno da ono... Сакаме кога менуваме судбини, сакаме кога го подобруваме животот на луѓето. Тоа е иницијалната задача која што ние како екипа ја имаме во Срце на дланка. Денес сме во градиште, се сеќавате. Семејството на Добре Лазаровски го стави срцето на дланка. Малата Ангела го пријави семејството. Ние бевме тука крајот на октомври, а денес сме за да ви покажеме нешто ново. Се сретнуваме по втор пат во градиште, не случајно, намерно со Добре Лазаровски. Добар ви ден. Добар ден исто и на вас. Фала за посетата што ја не сум верувал ово дека ќе бидне, ево бидна работава. Ево, Видно си ми возбуден. Да. Дали што не гледаш нас или за ово што ти се случува последниве 2 месеци во животот? па ето сум благодарен и на вас, ево во куќа вас што не сум верувал дека ќе се изгради, се изгради, дека ќе тргнеме напред, моите деца и моето семејство. Ево, вода извадивме. Денес се подобри животот. На мене и на мојата фамилија се подобри животот. Ево, изградивме куќа, фала луѓите што ми помогнаа, хумани. Фала, ево, и на овие луѓе што бушат вода, фала и на овие у припрема куќата што машинистите, фала и на свите. Овде кога се работи, се буши? Да, се буши. Денеска ова ќе се заврши? Да, би требало да се заврши. Кога се очекува да вие нели спроведат водата до куќата? Па за едно 2-3 дена ја мислам дека би требало да се спроведе. Прв пат во животот ќе имате довод и одвод? Да. Прв пат во твоите 60 години? Да, прв пат, ово до сега не е било, да. Не е било, да. Ова ќе стои само како здание да не подсетува како некогаш сте живееле. Да. Не планирате да го срушите? Не. Што се случи со Јован? Па со Јован за операција треба да се... Средена е работата? Да. Кога ќе се оперира малиот Јованче? Па сега би требало по празниците да се оперира, да. Тоа значи дека ќе оди како и сите останати деца. Да. Бивме загрижени и околу тој проблем. Да. Дали верувате дека одиме кон вашиот нов дом? Да. Дали се будите наутро и велите сонувам или ова е реалност? Благодарен сам многу. Многу сум благодарен и среќан.
Фала и на људите хумани што са ми помогнале. На сви се захвалуju. Има људи што са ми помогнале од Скопје, од Берово, од цела Македонија. Фала и на свите. Веројатно и од странство. Има, да, и од странство. Фала и на сви се благодару. Захвалуju и се људи што са ми помогнале. Гледам и мебел во собите тука од прозорецот. Фала исто и за мебел што са ми донеле. Кој ви го донираш? Не ги паметите, многу беа. Не ги паметам, имаше доста луѓе, али фала и пуно. Се заблагодарувам на нима, на сите. Дали нешто ви се смени во животот откако, ете, се изгради сето ова? Па ето, имам волја за живот, имам, значи, радосан сум и ми се свиѓа. Добро е. Не сум верувал, викам, нема ништо да бидне, али сек сам верувам дека има хумани људи што помагаат. Ви помогнаа со многу храна. Да, и храна има, облека има и куќата се изгради, хумани људи што се помогнале. Благодару се на свите. Донира и компјутери. Да. Што друго? По компјутери, облека, храна, све што треба. Телефони за децата? Да, и телефони, точкови, ево, тракторчево, исто. Што ќе правиш со тракторчето? Па, ќе работимо земјоделија, туј нешто ќе посадимо, башча. Можеме ли да ја погледнеме? Може. Веќе и децата се погласни и го слушам нивниот џагар. Да. Ова се спалните соби? Да, ово е за децата. Детски соби. Детските соби. Кој ќе спие тука? Па тој Анđела и Ивана. Одредивте? Да, Анđela и Ивана ќе си спие тука. Они ќе спие. Тие одредуваат, тие кажуваат или... Да, они остават? си сака, они нека спие таму, деца. И тоа е. Ево и овамо нисто. Уште една спална. Да. Одлично. Задоволен сте. Да, како не сум задоволен сум. Баш ме мерак. Задоволен сум. Ова е веројатно бањата, купатилото? Да, купатило. Тоа е. До сега немавте купатило? Не сме имале какво купатило. Повторно, во вашите 60 години за прв пат ќе се извањате со булјари. Да. Ја би препорачал на сите кои имаат макиите да си ги кажат да се пријават на Срце на дланка, ради има помош, ево мене ми помогна, има доста хумани луѓе што може да се смени животот на луѓето. Јас сам захвалан пуно и би препорачал на сите да се пријаваат. Судејќи по вашите насмевки, мислам дека е навистина одлично. Ова е веројатно дневната соба? Да. Трпезаријата? Да. Може да ја погледнеме? Може. И тука е се наместена. Да. Се сменија многу работи од последното наше гледање. Тука ќе биде тераса. Сигурно. Да. Да. Што се смени во вашите животи? Гледам многу нови работи. Па све. И ово на ново све. Нов живот. Нов живот. Куќа нова, све ново. Но зашто пак ви се насолзуваат очите? Па не, од радост. Солзи радосници? Да. Ви беше навистина тешки, бевте многу емотивна пред 2 месеци. Ви беше жал за децата, што ги гледате така, што немате храна. Сега, како живеете? Сега е подруго. Супер. Има јадење, има храна, има смештај, има све. Што треба све. Што се случи од како отиде емисијата Срце на дланка? Све на убаво, на болje.
Гледам и бања, гледам и спални соби, нешто што го немавте во старата куќа. Има и купатово, сега и водата се избуши, само уште да се изведе. Што вие ќе им препорачате на сите оние кои што живеат тешко во моментов? Па, да се пријават на вашата телевизија и дека ќе успеат. И све најбо. Фала и на свите од све срце. Многу сум благодарна. Како сега спиете, како сега се будете и како сега ги пречекувате децата од училиште? Па, весели, радосни, задоволни све се, свите. Сега веќе не јадат лепи шеќер и вода. Попара, Не, нема попора. тоа е минато. Сега леп со слеп, све што има, све што Им готвите сакам. секој ден. Па, да. Имаат и желби. Па, Бога ми, да. Имаат, Бога ми, желби. Тоа значи дека ова ќе биде вашето омилено Да, место тука покрај којната. Много згодно. Срекни сте? Превише. Превише. Малку е поразлична куќата. Чива е оваа куќа? Наша. Кога ви ја направија? Сега. Откако се снимавте во Срце на Да, дланка? Да. Што се случи откако си отидовме ние од кај вас и кога, нели, заврши емисијата? Имаше многу донации. Потоа почна да градат куќа. Ни даде компјутер. Дали одите на училиште гладни? Не. Никогаш повеќе тоа не се случи. Не. Што се случуваше додека се правеше куќата? Јас гледам за релативно брзо време е направена куќата. Да. Неполни 2 месеци. Да. Што правевте кога се правеше куќата? Помагавме на мама. Сега, каква е куќата? Убава. Средена, чиста. Што имате во вашата соба? Креветче, шкафче каде можеме да ги ставиме нашите алишта. Што добивте конкретно, нели, после емитувањето на Срце на дланка? Телефони, компјутери. Која соба е ова? Ова е на мене и на Ивана. Тука вие ќе спиете? Да. Што ви донеса од облака? Јакни, мајци, блузи, чевли. И чевли. Ми кажавте дека има уште некоја соба, веројатно Да. таму ќе спијат Братчето. братчето и другите сестрички. Тука мама пренела и дел од храната што не можете таму да ја чувате. Тука има крветчиња на спрат. Тука кој ќе спие? Тука е Јован и Велика и Малечкото. Јована Велика и Малечкото. Се наоѓаме во село Косматец Комановска во семејството на Вите и Сузана Димкови. Денес тие ќе го стават Срцето на дланка, бидејќи живеат во лоши услови и трошна куќа која се заканува дека ќе ги затрупа. Добар ден. Добар ден. Ме повикавте, вашата Да, сопруга да. ни пиша дека Да. живеете во тешки услови и дека ви е потребна помош. Па потребно ни е помош, да, затоа ве повикавме, пошто му тешки услови живееме. А што ви е проблемот, Вите?
Pa ete, stara kuća se raspada i to je to. A slabi smo с капитал, с пари. Значи социјална парична помош имamo и тоа е минимална. Зашто ви е доволна и зашто ви стига таа социјална помош? Па само за лекарство и те брашно нека да се земе и тоа е. А какви се условите во куќата? Од Па- кога е оваа куќа? Колку години живеете тука? Па живееме ве 10 години. Тука сме. Ама ете, не се стиза. Немамо чаре, немамо услови за... А шишињава, зашто се тука испофрлани? Па тие за воду што точимо. Немате вода? Па не. А и тоа ви е проблем. Да. И за тоа. Коритово, гледам. Коритово за бањање. Немате ни бања? Немамо купатило, немамо па и воду сега и тоа е тој. Да. Ова ви е куќата. Да. А вие не работите? Не работиме. Зошто? Па не може да идам на работа, затоа што сум оболен. И тоа е тој. Болни сте. Да. Не сум способен за работа. И затоа се замолимо да дојдете да видите у какви услови живееме. Тоа е тоа. Ова е вашата куќа во која што живеете? Да. Ова е куќата што живееме. Како ви поминува тука животот? Како ви е денот? Тешки услови, тешко за живот, ама што е тој? Тој смо се нашли и морамо да живееме некако. Терамо ете, неволја. Па барем да има превоз, човек ќе отиде неделно 2 пати до лекара, оно и до лекара не може да отидем. И тој да имаме забрано на слънце да не смем да се движу, тешки работа да не смем да работу и тоа е тој. И тој све дома. Како се условите кога е поладно времето, кога дува ветар, куќата? Па тогаш, што да ти кажа, од све страни тече. Кад те заврне, тој уби Боже. Само турамо во Англија едно друго, за да онодим. Нема па стара куќа, не е. Кој зна кад е правено. Немате мук да ја Да. направите сами, нешто да ја подновите? Па да имам услови, би го подновија, ама кад немам, што да правам. Тоа е. Ви преостанува само да го раскажете проблемот и да... Тоа е, нема, значи, услови, тешак услови. Дали по лекарства да ги давамо, дали за овдека, а оно малка паре, што се вика. За 9000 куди да искочиш на крај. Струи да платиш, а мора тој основно, мора да го платиш, па што без струи па не се седи. Барем тој услови, барем тој да имамо, барем ако не друго. И тоа е тој. Слабо е, значи слаби сме, нема тој што. Луѓе сви не знаеме дека сме сиромашни, не сме некои богат. Да сум малка подост убиен, оке, нема ни да потреба што се вика да тражу помоќ. Ама кад не сме, тоа е. Пред повеќе од 20 години Вите и Сузана одлучуваат да започнат заеднички живот. Тешко започнале во уште полоша куќа од оваа, па продолжуваат да се мачат под кири и се додека Вите бил работоспособен и можеле да си дозволат за последните години да бидат принудени да се вратат во родното место на Сузана, селото Косматец, за да имаат каков таков кров над глава, а со средствата од социјалната помош да можат да го поминат месецот. Каде првично живеевте, какви ви беа таму условите, какви И тука? таму бества исто како овдека. Каде живеевте првично? Па у Шопско Рударе живеасмо, ама тамо како ни куќата падна и бемо по Куманово под Кирие. Не успеавте да издржите Па под не кири? могавсмо, јас дека болен и не можеше и мораше на чист ваздух. И затоа дојдемо овдека, а и тамо па Кирие скупа не можеш да обстанеш. Јас сам родена на село Косматец. Потекнена сам од село Косматец, тој сум родена. И сакам да пријавам дека куќа ми е скроз спаднена. Нема средства да живееме 4 семејство у куќа. Каде првично живеевте откако се омажевте? Шопско Рударе. Тамо имамо куќа, ветерни беше куќата. Немамо и тамо како овдека што немамо превоз, нема вода, исто. Бегаме од туј, бегаме у Куманово, под Кирија. Тамо било како прекарамо некој годину, дојдемо овдека и од овдека каква не е куќата. Колку години сте во оваа куќа, во Косматец? 20 години. 20-тина. Да.
Имате уште две ќерки, две се вас се, две се омажени. Да, едната е вдека у Новоселјане, едната е до Брача. А од што сте болни, од што се разболевте? Астма доби. Коси една граорика, голема беше као граор. Тој не знаете вие што е, тој селска мака, што се вика. И ја да го косу, и она најпрашина и ме затаја. Дојде брза помош од Кратово. Вика прела да удријам инекција, ама од инекцијата са све. Потоа сабалето некако два отиде до Комбе. Оно и таму ни беше далеко како овде. Отидемо на доктора, одма ме турија на тија пумпе. Испумпаам изонодеју, инекција и флузија. И од така дојде овде ко Куманово, тој се запиша матичен доктор. И денеска тој. По терапија сте, примате лекови? Да. Па немам, секој понеделник треба да иду да измеру и притисак и да виду, па на контрол. Здравствените проблеми не ви дозволуваат да се вработите, бидејќи не смеете да се заморувате, Па тешко дишите. Да. И не смееме да идеме на тешко работа. Дали работите ти или супругот? Ниједан не работиме. Зошто? Он не јаран. Ја куде прво да се, мислим, работам, дали по куќа, дали по ниве, дали по, пример, да се запослам долеко е, нема превоз. Во неделата, кои денови доаѓа Комбе за да се симнете до градот? Само четвртак. Само во четврток. И да најдете работа, не сте во можност како да отидете Да. до таму. Тоа ви е и проблемот. Проблемот, да. Живеете со социјална помош. Тоа е социјално што земе тоа е. А оно повеќе по лекарства ги давам отколку за друго. Тоа е причината поради која што ништо не сте ни почнале во куќава. Немате сила. Па немам, неам моќ. Све го њума чека, воду да донесе. Па и ја иду кај ќе полат таму на крз до нас, ама секако секна и овдека има водичка колко за мијање туја во оно, ама имаше многу животиња и угадига. И сак не смеемо ни да се миемо, ни смеемо да пиемо. Имаше тие смоци, змије, беа поизмрели у njega и Боже, исцрпувамо го с тој комшија имаше едно хидрофорче. Исцрпамо го, ама нема, треба човек доле да спадне, да се очисти убаво, па так некако да спада, се испита, па так да може да пиемо, иначе некој нема шанса. Со 9000 што купувате за месецот, а да ви Зему остане? брашно, брашното е што се може поевтино, што се најде тоа е. Зитинче, оцаче, те црвен пипер, те филе, макаронке, кумпирче. Да има нешто за живење. Те некој паштетко на деца, тамо, вамо. Друго што, толку имам, мог толку. Колку земате социјална помош? Од 9000 дарке. 9000 ви се за се? За се. За струја, за вода и него туре. За струја, за јадење, за лекови. Еве и овој девојчесак што не ми знае да ми збори и тој на лекар, вади зуби, нема пара. Тешко е. Сте останувале без храна? Да. Ноп-стоп. Во тие денови, што правите кога немате за леп? Како се снаоѓате? Кога немамо леп, седиме, што ќе правиме? Нема леп, нема с леп. Гладни легнувате? Да. Ноп-стоп легињеме. Чорбичка да се направи, тој нема. Месца да има и тој нема. Било што тој нема. За мене лекови, за дете лекови, оно те ти ги парат. Векино повеќе не иде во лекарство отколку за друго. Дали не сум свесен, дали ја не знам што да ги купам на деца, како сви деца што сакал те блашко, те нешто да речемо. Ама кад имам, зему ги. Ама тој не е сваки пут. Може да речемо месецен пут да се деси.
Ова семејство живее со страв да не биде затрупано. Удалеченоста на селото од градот, немањето вода и превоз до цивилизација се дополнително проблеми со кои веќе со години се соочува ова семејство. Посебно тешко е за средношколката Тања, која мора да седи во интернат со 20 денари неделно, ако родителите одвојат од скромниот социјален приход и со солзи во очите да каже дека не се враќа дома, зашто условите и животот и е многу тежок. Па како ви поминува во ваква куќа која што само што не се распаднала? Па тета кој сестра. Сестра искочи, сестра улези. Тоа е. Чуи нешто, почна да крца до ноде. Одма рипам и искачам гледам. Некја светлост, нема струја, дуван силан ветер, снема го. Вртему, јави му ги дојдеа, направија го луѓе. Онако и те, ако купиш нешто да го донесеш, оно превоз немаш. Идеш чак доле на станицу, од тут намо да донесеш све треба на рамо. Куќа кома ќе ни падне. А терасата исто. Терасата е веќе заканувачка. Да. Кој ден ќе падне скроз. Сестра улазаме, сестра искачаме. И овај града тој пукнена. И тој некој ден ќе падне, ќе не натрупа. Како го поминувате денот, посебно кога ќе дојдат сега и ладни месеци, студени месеци, зима? Во зима сигурно ви е најтешко. Да, тешко. Врата не се заглам. Тие собе исто врата не се заглам, не се затварат. Тој тамо џам скршен скроз. Нема услуги да купиме. Прво. Џабе кладеш оган кај те е ладна соба, не може да се згрееш. Бега топлото. Бега топлото. Од све стране ждирка. Понапред док моеше, прекусуеше, тој очистуеше, ама секако од не мога и батали. Не смеем да се замарам. Па да имам некој, да речем, машинку, па с машину ќе прекосва по пладињата која се позалади. Вака рачно. Па да, ова е рачна, замараме, а онај машинка на горање и на тркалца се опушти, на струju и прокоса. Онодема кад немаш чаре, што ќе правиш? Двете девојчиња рековте ви се омаже. Да. Меѓутоа, се уште две Да. се со вас, од кои едното е средношколка, Да. втора година. Учи во Куманово и живее во интернат, токму поради тоа што нема превоз. Да, нема превоз. Отиде у недела попладне и зетото одека што работи задрга, он го однесе до интернат. У петок попладне па дојде и така. Не се гледате Не. на недела. Меѓутоа, барем е згрижено таму и сигурно подобри условите. Подобро, викам, мамо, мене ми е подобро тамо. Другото девојче ви е со посебни Да, потреби. да. И не може да зборува. Не може. Тешко ви е најмногу за тоа девојче кое што Да. оди во училиште, а го праќате никогаш буквално и без пари. Да отиде. И па кад имам давам, кад нема па и без пари иде, што да го правам? Сигурно ви е тешко, знаете Па тешко ми дека е како не ми е тешко, ама што да правам? една недела отсутно од дома. Да. Заврто на телефон, чуju го. Прашам го како е, што е и тоа е. Некоја зубче го заболело, беше ишла на доктора, извадила ga беше, па вика, тато, жлебина ме боли, па викам, па иди, викам, тој ти близу брам. Прашай класто, нек те ослободи, викам, па иди. Ми да сакаш да дојдемо до Вуда, немамо превоз. Она е веќе во школу, некоја тато вика, треба ми прибор. Зима и викам, еве ти имаше разгира некој денар да дојде да купи. Живееш во интернат, но кога ќе се вратиш во петок, ти се враќа ли дома? Поубаво ми е во интернат. Зошто? Подобри се услови. Стабилно. Убаво е. Тука се плашиш дека куќата стара да не падне? Да. Децата ви бараат, се уште се млади. Да, Што ви да. бараат најчесто? Па све. Ти кажем право, све траш. Даде мамо овој, даде овој. А ја откуде да ги најдам пари? Да ги дадам. А ево овој иде у школу,
Дали за нjiма да го доред, дали за вој. А мала социјална. Со колку ја праќате една недела отсутна од дома? Колку ја давате средства? Поле 2000 ларки. И тој не му ни стиза. 2000 месечно? Да, ама и тој не му стиза. Да купи тетрадка, да купи било што му треба. Сигурно ги гледа и другите дечиња. Да. Кога земе, пусне било што, а и на њумово си да нема пара. Да удадеш. Тешко е. Ако ги дадете, ќе останете вие дома без пари. Да. Никогаш сте имали ситуација да ја пратите без пари на училиште? Има. Пуно пути. Како тогаш ја испраќате? А кад немаш, мора да одиш на школа. Кад нема пари. Имаш некој денар, 10 денара, 15, 20, или било 100 денара. Нема, откуде пари. А мала социјална. Зашто се натажи сега, Тања? Што ти е тешко? Зашто плачеш, Тања? За куќата ли ти е проблемот? Да. Дека е стара? Ќе исчезне ли проблемот од твојот живот ако ви помогнат, ако се реновира куќата? Сигурно. Што најмногу сакаш кога е куќата во прашање? Што да се промени? Изгледот. Целокупниот изглед. Да. Па сневаѓамо се некако, отиду, ако немам брашно, отиду пишу на цртку, зему донесу. Бар да не трпи деца за леп. Никогаш ви фали храна? Да. Еве, почнаа зимница да тура, ја немам за што зимницу да ставам. Нема пара, нема... И да имаш далеко да го донесеш. Све на динар си. Велите немате превоз. Како тогаш снабдувате храна? Јас не видов во селово. Па ми немаме овдека продавница. Имаше, многу одамна се затвори. И уште дете кога сам била овдека е затворена. После тоа Бечовце има и тамо продавници, тамо далеко, пешки одиш, пешки дојдеш. Сат натам, сат нама, далеко и тама. Град идеш у месецен пут, идеш купиш, ама што ќе купиш? Купиш зетин, купиш шеќер, купиш овој, купиш оно и оно. Набере се, не можеш да донесеш. И тако живееме, од месец земеш, колку тераш толку. Рацете навистина ви раскажуваат вашата животна приказна. Да се удри куде ќерко ми. Дрва да му помогну скоро. Од дрва да му направо, да му помогнем од трупе, ама дрва и уби се. Семејството на Вита не бара луксус, со скромна надеж посакаа срамежливо само мало санирање на полураспаднатиот дом и купатило, а сигурно ќе се надеваат и дека ќе дојдат надлежни и ќе го решат проблемот со водата, па коритото ќе го заменат со када, а рацете на Сузана за прв пат во животот ќе бидат поштедени и ќе пуштат машина за перење алишта. Немамо ништо тоа, оно и воду немамо. Оно треба воду да имамо, па так да имамо и купатило и све. Вашата жена пере на раца? Да. Кад имаше вода и башичко тој си насадил патиџанче, пиперче, колко да има за нас. За на пазар ми не сме научени сиромаси да продаваме, али тој да има за себе. Ама сега кога немамо вода и баталимо. Воду немамо. Нима за пиење, нима за леп да замесиш, нема... Штом немаш воду, како да немаш ништо. Вода е најбитно. Да имам лаптоп. Да имам нову куќу. Би била срекна? Да. Како тогаш би се чувствувала? Да знаеш дека влегуваш во ништо што е ново и што има убав мирис? Супер. Радосно. Кревет. Масичка каде што можу да пишувам и да цртам. Компјутер. Па јакни тренерки. Патики, чизми? Да. Немаш? Патики имам, ама чижми не. Немате ниту
Услови за бањање, Немаме, тоалет, немаме бања. нико патило, немamo вода, немamo ништо. Тој на руке перам, На раце. на раце. Нема машина, нема ништо. Никогаш сте немале машина? Не. И плюс и да имам, кај ќе го приклучам кад нема вода? Каде се бањата? У корито. Ете тој корито тој. И тој крпено. Тој течеше па крпено, крпимо ga. Нема пара, нема со што да го купиш. Тој старо и уште татко ми кај те бил. Сигурно најголема желба ви е да ви се реши проблемот со куќата која што Овој да се реши да ми помогне, за друго не тражу. Овој да ми помогне да може да направи и да сам слободен, а за друго, колко си имам чаре, па толку. Оно навикнати смо. Не барам ништо друго. Барем овој да ми помогне, молу се на луѓе, ако може да биде у приступ, да ми помогне овој да направи, за друго. А колку што имам, конкретно ви треба да ви се направи? Те овој да се направи тој што е паднато да се закрпи. И тоа е што друго. Би биле тогаш задоволни, среќни? Да. Па ќе бидеме задоволни и среќни и ќе ги благословам луѓе, што друго да кажам. Да знаете дека вашите деца ќе влегуваат во сигурна куќа. Да. И тој ќе ремиде малку да се пореди, и тем куде има пукнете овој летве и овај греда да се смени, тоа е. Па што ми она те го напукнала. Што би ве направила задоволни и среќни? Деца да сам и среќни, куќа да имам нова. Како што сви имав, тако и јас сакам да имам, деца сакам да имав. Долење да вика, ете мама, куќа што е убава. Долејнат, да видат. Бањање да дојде, да се избањат. А ја они дојде во школо, тај малата, на шпоред греем вода да се бањав, да се бања. Тој плюс па у корито. Желбата за да преживееме и успееме секогаш треба да ни е поголема од срамот. Никогаш не треба да се срамиме од својата искреност. Нека се срамат оние кои не умеат да препознаат големината и величината во нас. И ако сме сиромашни материјално, имаме побогат дух од било кој. Затоа не губат оние кои се искрени, туку оние кои се залажуваат себе си и тие околу себе.